На денешната седница, Советот на град Скопје ќе расправа за завршните годишни извештаи за работата на јавните претпријатија за 2016 година. Овие извештаи се само една потврда за домакинското работење на јавните претпријатија, каде во 2016 година најголемиот број на јавни претпријатија регистрираа добивка во нивното работење. Во 2016 година јавните претпријатија на градот Скопје имаат регистрирано вкупна добивка од околу 3,2 милиони евра, додека истите ги наследивме со долг од над 19 милиони евра, за кои што долг управата за јавни приходи постојано им одземаше возила и останати средства и механизација од таа која што едва малку ја има за наплата на долгот. За подсетување, минатиот месец беа донесени инвестициски програми на јавните претпријатија на градот Скопје за 2017 година, во кои за опрема, механизација и возила, како и за инфраструктурни инвестиции, овие јавни претпријатија на градот Скопје ќе инвестираат близу 3 милиарди денари. Инвестиција која што досега не се случила во јавните претпријатија. Почитувани, овие извештаи се доказ за позитивната работа и менаџирање на јавните претпријатија и нивно претварање во вистински сервис за услугите на граѓаните. Јавните претпријатија на градот Скопје работат секојдневно за подобрување на квалитетот на животот на жителите на Скопје преку реализација на бројни проекти. Но за да се во позиција да инвестираат, тие треба да бидат со добра организација, добри менаџери и финансиски стабилни јавни претпријатија. За жал, ова не беше секогаш слика во јавните претпријатија. За подсетување, во 2009 година во градот Скопје ВМРО ДПМН затече состојба на јавните комунални претпријатија која што може да се опише само како катастрофална и хаотична. Јавните претпријатија беа заглавени и во долгови во висина, како што реков, од над 19 милиони евра, што од нивното лошо менаџирање, лош избор на менаџери и нивната лоша работа, најголем дел од по основна долговите беа за неисплатен ДДВ генериран во периодот 2002-2006 година, кога владата на СДСМ донесоа закон со кој што се зголеми ДДВ-то од 5% на 19%. Нивните сметки беа блокирани, вработените платите ги добиваа едва на неколку месечни задоцнувања, истите немаа опрема и механизација, а таа која што малку ја имаа беше застарена, постојано во дефект, возните паркови стари и нефункционални, автобусите на ЈСП беа една грда слика на градот. Во 2009 година јавното претпријатие Комунална хигиена го собираше сметот со 5 стари и скапани возила, финансиски нестабилни со неколку милиони евра во долгови, додека денеска јавното претпријатие Комунална хигиена го собира сметот од секоја урбана куќа и објект со нови над 100 набавени камиони и ова јавно претпријатие е самодржливо, односно вложува сопствени средства во набавка на опрема. Во некој далеку лоша состојба беа исто така во 2009 година јавните претпријатија Паркови Зеленило, ЈСП Скопје и улици и патишта. Имено јавното претпријатие Паркови Зеленило денеска прави само производство на цвеќе, има сопствен приход и изградени паркови од над пола милион километри. Додека пак јавното претпријатие ЈСП Скопје има 300 нови автобуси, интегриран систем на наплата и револуција во системот на ова јавно претпријатие, за што и претходните градоначалници како Ристо Пенов и Трифун Костовски не успеа, но не успеа да доведат оваа револуција, интеграција во ова јавно претпријатие во корист на граѓаните. По доаѓањето на власт во 2009 година, локалната власт во градот Скопје, предводена од советничката група на ВМРО ДПМН и градоначалникот Коце Трајановски, започна процес на финансиско и економско закрепнување на овие јавни претпријатија. За денеска, 8 години подоцна, да имаме финансиски стабилни, кадрово екипирани, со механизација опремени јавни претпријатија кои конечно ја вршат работата за која што се формирани за потребите на граѓаните во градот Скопје.